Здраво, деца! Слушнете го денешниот возбудлив расказ. Рут и Филип ги завиткаа подароците за Тери и побрзаа. Нивниот болен пријател ќе биде многу изненаден. Среде шумата ја сретнаа мајка му на Тери. Плачеше. Рут се обиде да ја утеши и да ја каже за Исус, добриот пастир кој ја бара и ќе ја помогне за тоа што ја сака. Донесовме нешто и за тебе. Ова е се што имаме. Со нив можеш да купиш млеко за Тери. Благодарам многу, многу сте љубезни. Одете, Тери ве чека. Рут, дали си ми лута за тоа што ги дадов сите наши пари? Не, и добриот пастир си го жртвуваше животот кога умре на крстот. Значи, не можеме да бидеме скржави. Тери беше среќен со подароците, но сепак беше поразочаран од кога и да било порано. Лекарот рече дека повеќе не може да ми помогне. Повеќе сакам да умрам. Филип и Рут почнаа да се прашуваат дали Бог им ги слушнал молитвите. Зошто не направи чудо? Вечерта се вратија дома натажени. Тетка Маргарет прекрасно ја имаше исчистено гостинската соба. Што мислите? Да им дозволиме на Тери и мајка му да живеат со нас? Одлично, тоа е одлична идеја. Брза помош го донесе Тери во куќата. Му се допадна неговата соба. Неговиот кревет беше близу до прозорецот. Ова е прекрасно. Потоа ја погледна сликата над зидот. Исус, добриот пастир, ја подава својата рака за да ги спаси изгубените овци. Рут, сакам слика на која пастирот овцата што ја најде ја држи во своите раце. Пасторот Робингер му донесе една. На сликата имаше многу овци. Исус одеше напред и носеше овца во рацете. Каде ја носи? Дома. Каде е тоа? Таму каде што живее Исус. Каде што нема повеќе солзи. Нема болка. Нема болка? Дали сите одат таму? Сите кои му припаѓаат на добриот пастир. Сакам да му припаѓам и да одам кај него. Тери се помоли и цврсто ја држеше сликата во раката. Потоа заспа. Но што значат сите чекори во куќата среде ноќ? Ќе ти го кажам одговорот во следната драма. До следното слушање. Ако сакаш да не контактираш или ако имаш прашање, пиши ни на radio7kids@gmail.com. Чао!